Добар ден. Покрај инфлацијата на глобално ниво, возилата перманентно поскапуваат. Тоа е најзабележливо кај моделите со мотори на внатрешно согорување, чија цена очигледно се крева во корист на вештачката популаризација на електричните возила. Денеска ќе ви ги пренесеме впечатоците од првото возење на Торес EVX, првото електрично возило на КГМ. Кога сме кај електриката, одвојуваме простор на новите перформансни изведби на Volkswagen ID3 и ID7 Tourer со суфикс GTX и еден неочекуван потег на FIA. Од светскиот рели шампионат се исфрлаат хибридните погони. Сега е време за вестите. Автомобилите на Бентли не се за секого, ниту пак вискито Макалан. На заедничкото ремек дело на двете компании ретко кој може и да помисли да си го дозволи. Сингл молт вискито наречено Horizon, кое е лансирано по повод 200 годишнината на шкотската дестилерија, е нешто посебно. Со префинет вкус, уникатна арома и врвна технологија за изработка, тоа е спакувано во амбалажа која представува уметничко дело. Шишето, поставено хоризонтално, е обвиткано со алуминиумска лента, на која на бакарна рамка е поставена облога од кожа. Употребено и дрво од 6 дабови буриња во кое вискито созреваше. Квалитетот на пијалакот, кој содржи 46,6% алкохол, не ни можеме да го замислиме, бидејќи едно шише од 700 мл чини неверојатни 40.000 фунти. На здравје! Тесла ја зголемува цената на својот електричен кросовер модел Y во голем број европски земји на 22 март за околу 2000 евра. Тоа следи по најавата на компанијата дека од 1 април во Соединетите Американски држави ќе ги зголеми цените на модел Y за дополнителни $1000. Само пред 2 недели на американскиот пазар Тесла ги зголеми цените за $1000. Ваквиот потег од компанијата го оправдуваат со намалената побарувачка на батериски електрични возила на глобалниот пазар и обезбедување на континуирано производство. Маргините на заработка на Тесла беа пореметени од ценовната војна со ривалите што започна пред повеќе од една година. Во јануари Тесла предупреди на забележително помал раст на продажбата оваа година. Сега фокусот е на производство на првиот ефтин модел кој го носи кодното име Redwood. Марчело Гандини, кој важеше за еден од најславните автомобилски дизајнери, почина во својата 85-та година. Роден е во Торино, во семејството во кое уметноста се ценела бидејќи татко му бил диригент на оркестар. Неговиот талент сепак бил на друго поле и тој во 1963-та се обраќа до Бертоне барајки работа. На тоа силно се спротиставува тогашниот главен дизајнер на студиото Джорџето Џуџаро, но кога тој после 2 години ја напушта куќата, Нучо Бертоне го ангажира. За 15 години, колку остана таму, Гандини создаде многу импресивни креации, меѓу кои најубавите и најпознати италијански спортски автомобили. Негово дело беа неколку модели на Ламборгини, како Миура и Конташ, потоа Ланча Стратос, Ферари Дино, Масерати
Гибли и многу други. Својата работа тој не ја ограничи само на ексклузивни модели, бидејќи, на пример, им даде душа и на BMW серија 5, втората генерација на Renault 5, Citroen BX и Volkswagen Polo. Иако повеќе не дизајнираше, остана активен до последните денови на животот. Полицијата во Лос Анџелес има нова мака. За 2 месеца се пријавени 90 украдени примероци од Chevrolet Camaro, за разлика од само 7 во истиот период лани. Претежно ги крадат мангупи кои во текот на ноќните часови, блокирајќи раскрсници, се тркаат и лудуваат со нив по улиците додека не се појави полицијата и ги растера. Казните за ова таму се драконски и често вклучуваат затвор и запленување на возилото кое завршува под преса. Затоа и младите место со своите возила беснеат со украдени. Се споменува и дека оние кои успеваат да избегат потоа ги препродаваат за $2 до $3,000. Проблемот настана откако се појави едноставна, но софистицирана компјутерска алатка која за 3 минути го репрограмира имобилајзерот на возилото, оставајќи го без никаква заштита. Додека производителите во Европа се уште се мислат како да се спротистават на кинеската конкуренција, јапонците веќе презедоа конкретни чекори. Honda и Nissan си пружија рака. Двете компании подпишаа писмо за намери со кое се предвидува да ги испитаат можностите здружено да развиваат електрични возила, компоненти и софтвер за нив за да можат полесно да ги совладаат кинезите, но и Тесла. Планот за заеднички настап е во многу рана фаза и деталите за потенцијалната соработка допрва треба да се дефинираат. Засега е јасна само решеноста на двете компании да бидат отворени за соработка не само во Јапонија, туку и на глобално ниво. На тоа ги тера агресивноста на новите играчи на пазарот, од кои, како проценуваат, нема да можат да се одбранат се додека се држат до традиционалниот пристап и конвенционалната мудрост. А неа јапонците ја имаат научено кога пред половина век истото им го сторија на американските производители. Honda и Nissan се втори трет по големина јапонски производител со заедничка продажба на ниво од нешто над 7 милиони возила. Nissan со лансирањето на Leaf во 2010-та беше пионер во електрификацијата, но последните години го загуби чекорот, а Honda пак досега не ни успеа да заплови како треба во овие води. Во иднина батериите на електричните и плагин модели на Volvo ќе се полнат побрзо. Клучот за тоа го има младата британска компанија Breath Battery Technologies, со која шведскиот производител е во партнерство. Се работи за софтверско решение кое не бара структурални промени и лесно се имплементира. Имено, заради загревањето на батериите, тие се полнат степенесто врз основа на претходно дефиниран алгоритам. Британските иноватори успеа да развијат софтвер кој во реално време ја контролира струјата со која се полнат батериите, врз основа на моменталните фактори. На овој начин процесот на полнење се оптимизира и забрзува за меѓу 15 и 30% без опасност од прегревање и ризик од пожар. Од Brit Battery тврдат дека подобрувањето се протега во текот на целиот животен век на батериите и не ги деградира дополнително. Годинава ќе биде значајна за Порше. Покрај новите Макани Панамера и обновениот Тајкан се очекува уште електричниот Бокстер, но и хибридизација на 911. Токму за иконскиот модел раководството на марката силно се бори да го зачува во класичните лимити, упорно одбивајќи да го електрифицира, зашто има според нив добри аргументи.
Сепак, плановите за лансирање на новитетите го вклучуваат и 911 со хибридни технологии од автоспортот, какви што впрочем користат и другите производители на спортски и перформансни модели. Нема да биде плагин модел заради потешките батерии кои би ги нарушиле врвните перформанси, туку избалансиран до последните технички детали. Тие засега се кријат од јавноста и ќе бидат познати после фейслифтингот на моделот кој се очекува на почетокот на летото. Во секој случај, одлуката на Порше да се лансира хибриден 911 е цврста. Останува само да се види кои се верзии ќе бидат опфатени. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радио мрежа. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. По покана на Ратола Груп, застапникот на КГМ за Македонија, Бугарија, Косово и Албанија, отпатувавме во Истанбул на ексклузивното тест возење на Торес EVX, електричниот првенец на корејците кој отвара ново поглавие за компанијата која наполни 70 години. Од пред 2 години SsangYong е во собственост на корпорацијата KG, која има амбициозни планови. SsangYong е добро познато име присутно на нашиот пазар 3 децении во неговиот претходен живот. Сега оваа компанија го смени името во KGM. Новите собственици сакаат да го искористат теренското наследство насочено кон одржување на долго негуваните вредности на производите. Планот е цврсто да го втурнат брендот во мејнстримот, со амбиција за речиси тројно зголемување на глобалниот волумен на пласман на 320.000 единици во 2026 година. Еве ги нашите импресии од првото возење на Торес EVX. Во согласно со својата определба, КГМ воведува цела нова палета на теренци во различни форми и големини. Првото потполно електрично возило на КГМ е Торес EVX модел кој има своја персоналност и додадени дизајнерски елементи кои го одвојуваат од бензинецот. Тоа се забележува на предниот дел кој го отстранува малку лутото лице во корист на поелегантен, почист распоред со карактеристични 6 отвори кои се дел од решетката. Истиот рецепт е применет на задниот дел каде повторно се интегрирани 6 отвори. Овие отвори всушност се дел од символите на Кореја и ги обележуваат сонцето и месечината. Торес EVX дизајнерски одскокнува од останатите возила во оваа класа со изразениот дух на авантура, со карактеристична фигура и нагласени остри рабови, што го одвојува од сите понудени електрични кросовери.
Бит го испорачува комплетниот погон. Електромоторот е поставен напред заедно со менувачот. Батеријата Blade, што го напојува, сместена е во подот, има нето капацитет од 73,4 киловат-часови и таа обезбедува автономија до 450 километри. Максималната брзина на полнење е 145 киловати и ја полни батеријата од 10 до 80% за 37 минути. Исто така, КГМ ја напоменува структурата литиум-железофосфат на батеријата, која е многу попогодна за репетитивни брзи полнења, што е добра предност. По 2000 циклуси на брзо полнење, компанијата вели, очекува употребливиот капацитет да остане на повеќе од 70%. Во рутата подолга од 300 километри од Европа се префрливме во Азија, каде имавме можност да го возиме Торекс и VX по различни патни инфраструктури. Неговите 204 коњи и прилично смирено забрзување од 0 до 100 км на час од 8,1 секунда се погодни за воздржани возачи. Ми се допадна како лежи на патот, давајќи чувство на удобност, добра амортизација и управливост. При темпо на возење од 160 км на час во ушите доаѓа зголемен шум од ретровизорите и пневматиците, што е во рамките на толерантното однесување на повеќето електрични кросовери. Евидентно е дека Торес и VX, иако го користи погонот и батеријата од Build Your Dreams, има своја персоналност. Неговата предност е просторноста и солидното однесување во возењето. Автономијата му е во рамките на очекуваното, а тоа што поминав 80 км помалку од декларираното се должи на стилот на возење, особено на автопат, каде повеќе од 100 км возев со темпо од 160 км на час. Сликата за Торес и VX ќе биде комплетирана кога ќе се дознае цената, некаде со неговото официјално пристигнување на европскиот пазар во текот на летните месеци. Според увозникот на КГМ, Ratola Group, на нашиот пазар реално е да го очекуваме во четвртиот квартал на годината, а тогаш се надевам дека ќе имам шанса да го возам подолго. Дали GTX станува алтер его на GTI? Уште од 2021-та, најсилните модели од целосно електричната гама ID ја носат ознаката GTX, додека се уште чекаме електричен сериски автомобил со брендот GTI кој е најавен да се појави во блиска иднина. Volkswagen организира заедничко представување на ID3 GTX и ID7 GTX Tourer, модели кои треба да ги задоволат апетитите на сите што се навикнати на благодетите што ги нудеа класичните GTI изданија, перформанси и опременост. После многу најави и одложувања, Audi го представи првиот електричен модел од новата генерација. Клучно кај кросоверот со ознака Q6 e-tron е новата платформа развиена заедно со Porsche. Таа треба да му обезбеди карактеристики со кои ќе поставува нови стандарди во класата. Компактниот ID3 GTX е поделен во две изданија. Разликата е во моќноста. Основниот модел го задвижува електромотор од 282 коњски сили и 545 Нм, ја лови стотка за 6 секунди и достигнува максимални 180 км на час. Кај изведбата ID3 GTX Performance, моторот со ист вртежен момент развива 322 коњи, спринтот го совладува за 5,6 секунди и достигнува максимални 200 км на час, перформанси подобри од реперот во класата, Tesla Model 3. Двата модели работат со еднобрзински менувачи и ја добиваат истата батерија од 79 киловат-часови, за која се тврди дека нуди 600 км автономија и може да се полни со 175 киловати. Секоја верзија добива ревизии на суспензијата за да одговара на дополнителните карактеристики и нивните жешки перформанси. Volkswagen покажа повеќе труд во интериерот.
Рака на срце нема тапацир со карирана ткаенина, но вклучени се црвени шевови и хромирани GTX букви на спортскиот волан и опција за надградба на Ergo-Active седишта со интегрирани потпирачи за глава и електрично прилагодување. Вклучен е 12,9 инчен екран на допир со редизајниран систем на мени со гласовниот асистент на ChatGPT, кој во Volkswagen се шири низ неговите модели. Само во рок од 1 месец, Volkswagen го лансира караванот ID7, а сега и неговата GTX верзија. Клучната разлика помеѓу новиот GTX и стандардниот ID7 Tourer е во предниот дел на погонската група. Поддршката на моделот е литиум-ионска батерија со капацитет од 86 киловат-часови, која овозможува брзини на полнење до 200 киловати, што овозможува да се надополни од 10 до 80% за помалку од 30 минути. Оваа батерија обезбедува струја за 2 електрични мотори кои го прават најмоќниот електричен автомобил на Volkswagen досега. Предните и задните мотори се комбинираат за да произведат 335 конски сили, 54 коњи повеќе во однос на ID7 Tourer Pro со погон на задните тркала. Очекувано е што се направени мноштво визуелни измени да го разликуваат ID7 GTX Tourer од обичниот модел. Тие вклучуваат нова саќа решетка, црни акценти со висок сјај и нови тркала од 20 инчи како стандард. Промените продолжуваат во задниот дел со ревидиран дифузор, нови букви GTX и приспособливи 3D LED светлосни групи за задните светла кои вклучуваат осветлена значка на Volkswagen. Во кабината се наоѓаат ергономски обликувани седишта обложени во комбинација од ткаенина и велур. Други важни карактеристики вклучуваат head-up дисплеј со проширена реалност, новата гласовна помош IDA на Volkswagen со интеграција на ChatGPT. Вклучува и опционален систем Park Assist Plus, што овозможува автоматско паркирање и поврзана помош за патување, што вклучува одржување на лентата на движење, адаптибилна контрола на крстарењето, автономно итно сопирање и динамичен дисплеј за патни знаци, кои се дел од опциите. Volkswagen се уште не објави цената за ID7 GTX Tourer, но наведува дека европската предпродажба ќе започне напролет. Изгледот на Audi Q6 e-tron веќе од порано е познат и е благо нападен со мускулести акценти од e-tron GT. Предните светла се поделени на два дела, од кои дневните се со прилагодлив приказ кој може да се персонализира со помош на 60 на LED сегменти. Потолку имаат и трите поединечни комплета во внатрешноста на секое задно светло кои може да генерираат различни графики, па дури и да испраќаат пораки на другите возачи. Нешто подолго од Q5, новиот кросовер има технолошки фокусирана внатрешност исполнета со екрани. Ги има три, еден за возачот, централниот и уште еден за совозачот. Новиот оперативен систем втемелен на Android со помош на 800 гласовни команди, колку што разбира, може да управува со повеќето функции. Батериите од 100 киловат-часа работат на 800 волти и поддржуваат полнење од 270 киловати. Обезбедуваат автономија од 625 километри, која ќе се зголеми кога ќе се појави верзијата со еден електромотор. Q6 e-tron располага со 387 конски сили, а спортски ориентираниот SQ6 со 517. Со нив до 100 км на час забрзува за 4,3 секунди и постигнува максимални 230 км на час. Значајни се и можностите за регенерација на струјата, а инженерите на Audi тврдат дека може да се поврата до 220 киловати при забрзување, при што во 95 од 100 од случаите не се користат сопирачките. Q6, чија цена ќе изнесува 75.000 евра, ќе биде првиот електричен модел кој Audi ќе го произведува во матичната фабрика во Инглштад. Почетокот на испораките е предвиден за есенва.
Шкода ни овозможи прв поглед на новиот градски кросовер кој ќе се вика Epic. Неговото представување се очекува идната година, а цената околу 25.000 евра. Пократок од Камиг за 15 см ќе лансира моќен и автентичен дизајн кој сигурно ќе се пренесе и на останатите нови модели на чешкиот производител. Деталите за него засега се ограничени. Се споменуваат автономија од 400 км, погон на предните тркала, нови технолошки решенија прилагодени на корисникот и висока функционалност. Интериерот како што е сега во мода ќе биде минималистички и на него ќе доминираат издржливи материјали. Epic, како пресвртница во историјата на Шкода, ќе се произведува во Шпанија, заедно со останатите електрични модели на групата од оваа ценовна класа. Може би помалку ве збунува константното поскапување на автомобилите. Оправдувањата се различни и се темелат на развојните трошоци. Кај класичните модели, оние со мотори со согорување, развојот е одамна апсолвиран и најголеми зафати се во областа на намалувањето на цилиндрите и зафатнината. Тогаш, зошто тие поскапуваат и сега се поскапи и до 40% споредено пред пандемијата? Колку и да расте продажбата на електрични возила, тие се уште ценовно се инфериорни во однос на оние со мотори со внатрешно согорување, што е пречка која на производителите им задава големи главоболки во однос на стратегијата за иднина. Разликите се намалуваат, но недоволно за да се каже дека прагот е пречекорен. Сепак, според најновите истражувања, тој момент не е така далеку. Можеби уште во 2027-та ќе ја снема ценовната разлика и битката за купувачите ќе се води со други аргументи. Како главни причини за идното изедначување на цените на возилата се наведуваат новите производствени техники и пониските набавни трошоци за батерии. Друг значаен фактор е враќањето на дел од инвестициите за развој на возилата и трансформацијата на капацитетите, а не треба да се заборави и дека автомобилите со класични мотори се уште ќе поскапуваат. На ова треба да се додаде и веќе започнатиот тренд на лансирање електрични возила од поприфатливите сегменти. Како предводници на подемот, без изненадување се посочуваат Тесла и BYD, американците заради производствените техники, а кинезите заради батериите. Според истите прогнози, веќе во 2030 година половината од продадените возила во светот би биле електрични. Светот на автоспортот е генератор на развојот во автомобилската индустрија. Ауди долго време е значаен учесник и шампион во разни дисциплини, а сега го направи и финалниот чекор со влегувањето во кралската дисциплина – Формула 1. Оние што во крвотокот имаат октани ги воодушеви одлуката на Светската автомобилска асоциација да ги изфрлат хибридните погони од светскиот рели шампионат и да го вратат во игра стариот добар погон на мотори на согорување. Ауди го направи и последниот чекор да го осигура своето влегување во Формула 1. Знамето со 4 прстени од сега ќе се вее пред седиштето на Заубер групата која поминува во целосна собственост на компанијата од Инголштад. Со тоа, сега треба да се чека само да дојде 2026 година кога црвено-црните болиди ќе започнат да ги одмеруваат своите сили со останатите. Ауди веќе постави свое раководство во швајцарскиот тркачки тим кој ќе биде задолжен за развој на шасијата. Моторот веќе се подготвува во фабричкото спортско оделение во Германија, од каде ќе се врши и стратешкото раководење со програмата за настап во најзначајниот автомобилски спорт на планетава. Покрај постигнувањето успеси и освојувањето победи, цел на вклучувањето на Ауди во Формула 1 е и да се засили марката на глобалната сцена и обезбеди подлабоко влегување на технологиите во сериските модели.
Во време на изразита електрификација, Меѓународната автомобилска федерација прави чекор наназад и ги исфрла хибридите од светскиот рели шампионат и се враќа само на моторите со внатрешно согорување. Причината не е технолошка, туку чисто економска. Веќе неколку години во светскиот рели шампионат настапуваат само 3 производители – Toyota, Hyundai и Ford. Така со одлуката за откажување од хибридниот погон, која ќе се применува од идната година, се очекува да се намалат трошоците за развој и да се привлечат и други тимови. Како резултат на тоа би се зголемила конкурентноста и секако атрактивноста на овој спорт кој подолго време постојано губи на популарност. Иронично е тоа што хибридните мотори беа воведени во 2022 година токму заради зголемување на атрактивноста на рели надпреварите. Моќноста на моторите ќе биде околу 330 конски сили, а перформансите ќе се компензираат со помалата тежина. Со воведувањето на уште некои други измени се очекува цената на еден автомобил да се намали од сегашните околу 1.400.000 евра. Еколошката компонента на рели надпреварите ќе биде вклучена во новата посебна електрична категорија, на чие воспоставување FIA интензивно работи. Тука го завршуваме денешното издание на Автомагазин, но остануваме во секојдневен контакт преку нашиот сајт, каде ќе ги најдете најсвежите информации од светот на автомобилите и се што е поврзано со него. До следната сабота.